МПЦ се надева дека после добивањето на автокефалноста на Украинската православна црква од страна на Вселенската патриаршија, ние ќе бидеме следната црква која што ќе го добие томосот за признавање од Константинопол. Владиката Петар денеска изјави дека веќе биле во тек неофицијални контакти и средби помеѓу МПЦ и Цариград и дека наскоро тие односи помеѓу црквите и ќе се официјализирале. Митрополитот Преспанско-Пелагониски вели дека признавањето на една црква може да го направи само Вселенската патриаршија. Ние сме како црква секогаш добронамерни и никогаш не сме постапиле спротивно на каноните Божии, сме трпеливи, сме човеколюбиви и правиме се согласно каноните без да се приклонуваме кон било која црква која сака на поинаков начин да се здобие со автокефалноста. Ние тоа го очекуваме согласно со светите канони и го очекуваме тоа да дојде оттаму од каде што и доаѓале до сега по Вселенските собори признавањето на автокефалноста, а тоа е Црквата патриаршија. За сега се уште нема официјален одговор од страна на Руската православна црква за чекорот кој го направи Вселенската патриаршија. Со изјава се јави единствено портпаролот на РПЦ, кој рече дека после ова се поизвестно било дека Москва ќе ги прекине односите со Константинопол, затоа што со признавањето на Украинската црква се нарушиле каноните. Официјален одговор од страна на Московската патриаршија се очекува да дојде по состанокот на Светиот синод на РПЦ, кој ќе се одржи за 2 дена во Минск. Митрополитот Петар не сакаше да даде конкретен одговор каква ќе биде реакцијата на официјална Москва, но се надевал дека ќе превладел разумот и дека нема да дојде до раскол во православието. Не сакаме да навлегуваме во тоа какви се односите на другите цркви, а веруваме дека се мудри двајцата ерарси на Вселенската патриаршија и на Руската црква, едната која е првопрестолна, другата која е по бројност најголема и мудроста ќе преовладе и се надевам дека тоа сито ќе заврши богоугодно, односно ќе се најде начин и пат и решение за да се измират страните кои се во недоразбирање. Но според поголемиот дел од аналитичарите, ова одлука на Цариград со сигурност ќе донесе голем потрес и поделби во православниот свет. Своје влијание секако тука имала и битката помеѓу Истокот и Западот, чии копија се кршат во Украина, а својата доминација Западот очигледно сака да ја покажи во Македонија. МПЦ пак очигледно дека ја избра страната позади која што ќе застане. Од Прилеп Дарко Штарговски за Сидел телевизија.